Дали македонскиот е еден од најстарите јазици во светот? Нема сомнеш дека јазикот што го зборуваат македонците е стар, иако прашањето за неговата класификација предизвика жестоки аргументи. Сепак бидете сигурни, тука за да се борите со тешките прашања и да ја отпакувате историјата на јазикот е културно патување. Скопје, главниот град на Македонија, е фасцинантно место. Околната флора се чувствува медитеранска, иако земјата е без излез на море. Меѓу таа медитеранска флора е еден конкретен маркер што ви кажува дека сте во македонска земја на кирилицата. Во Скопје може да се најде и статуа на човекот кој ја создаде кирилицата и посхумно и го позајми своето име. Помеѓу белите колони и бронзените, кралевите и воините облечени во тога, има две брадести фигури кои изгледаат изразито религиозно, држејќи символи за да ја докажат својата позиција. Овие двајца луѓе се светите Кирил и Методи, почитувани низ словенскиот свет поради услугите што му ги давале на јазикот и на луѓето кои ги зборуваат сите негови варијанти. Во денешно време, експертите имаат тенденција да ги групираат словенските јазици во три гранки. Источна гранка, која ги вклучува рускиот, украинскиот и белорускиот. Западниот огранок, составен од чешки, словачки, полски и голем број јазици на малцинства, како и јужниот, јазиците на поранешната Југославија, словенечки, хрватски, српски, босански и црногорски, плюс бугарскиот и македонскиот. Меѓутоа, кога Кирил и Методи чекорале по земјата во 9 век, овие јазици едва и почнале да се разликуваат. Овие двајца светци, кои дошле од областа околу Солун во тогашното Византиско царство, тие имале огромна задача да ги христијанизираат словените од Моравија. Ако тоа име денес одговара на југоисточната половина на Чешка, тогаш означувала територија што се протегала од јужна Полска до западна Унгарија. Бидејќи двајцата монаси биле добро опремени да се дружат со нивните северни колеги, тие исто така можеа да го направат она што никој од северните словени не се ни обидел, да ја преведат Библијата на јазик што би бил разбирлив за населението. Меѓутоа, ниедна верзија на словенскиот јазик не била кодифицирана и запишувањето на истиот најпрво барало создавање јазик кој ќе може да ги долови неговите звуци. Тие го направија ова со глаголицата, која на модерните очи изгледа руничка, па дури и како Толкинова азбука. Ова на крајот би се обликувало во поедноставното, но слично корисно кирилско писмо, кое сега е стандард во многу земји низ словенскиот свет, вклучувајќи го и поранешниот Советски сојуз, исто така и Македонија. Јазикот што светите Кирил и Методи го кодифицирале и го користеле за нивниот превод на Библијата, всушност бил јазикот што го зборувале, кој во тоа време бил меѓусебно разбирлив, иако веројатно не е истиот дијалект со моравскиот и словенскиот, светците биле македонци од земјата сега позната како Македонија, ниту биле од денешна Бугарија, ниту пак од Грција. Се разбира, кога зборувате за 9 век, треба да запомните дека секој двајца словени од три места би можеле да се разберат. Во вековите од тогаш словенските јазици се развиле до тој степен што македонецот што ја посетува Моравија веројатно би можел да препознае неколку зборови и не многу повеќе од тоа. Македонец во Бугарија сепак би можел многу подобро да се снајде. Јазиците се толку слични што бугарите универзално не го признаваат македонскиот јазик, иако беше доволно различно што до 19 век избувнаа жестоки несогласувања при обидите за обединета кодификација. Бугарските интелектуалци сепак завршија со отфрлање на сите компромиси за унифициран македонско-бугарски јазик.
Повиците за изнаоѓање различно име на јазикот стануваа се погласни и поупорни како што растеше идејата за посебна македонска нација, но тоа не значи дека македонскиот јазик и народ пред тоа не постоеле. Овие повици достигнаа врв дури во Првата светска војна, а македонскиот јазик на неговата модерна форма не беше кодифициран. Дури во 1944 година, заглавени среде политичка битка, политичките ставови за македонскиот јазик имаа дури и своја страница на Википедија. Меѓутоа, настрана политиката, кодификацијата само го одразуваше јазикот што луѓето веќе го зборуваа. Кога се обидуваме да одговориме на прашањето кој јазик може да го тврди старословенскиот како негов директен предок, можеби најточниот одговор би бил македонскиот. Македонскиот јазик задржува елементи одамна изгубени од другите словенски јазици, написи, на пример, исто така и начинот на кој се занимава со глаголите. Кога Кирил и Методи избрале да го запишат својот мајчин дијалект, кога настанал старословенскиот јазик, имаше само еден јазик, и тоа беше македонскиот. За некого, погледот низ Скопје може да посети на символи од античка Македонија. Иако никој не го оспорува низиниот статус на независна земја, политичките битки се уште тлеат околу Македонија. Иако никогаш не би се посомневале кога шетате низ главниот град, додека на многу држави им смета постоењето на Македонија поради низината богата и стара историја.